Добра вечер. Четврток, 29 мај 2025 година, термин за дневникот на КТВ. ВМРО ДПМН синоќа ги соопшти првите кандидати за градоначалници за локалните избори што ќе се одржат годинава. Сите кандидати кои што се избрани го имаат поминато тестот на граѓаните во изминатите 4 години, а тоа го потврдуваат и анкетите. Затоа извршниот комитет утврди и ги предложи следните кандидати: Аеродром Дејан Митерски, Бутел Дарко Костовски, Ѓорче Петров, Александар Стојковски, Чучер Сандево, Зоран Бајовски, Штип Иван Јорданов, Велес Марко Колев, Свети Николе Дејан Владев, Карбинци Виктор Паунов, Градско Киро Нацков, Кавадарци Митко Јанчев, Гевгелија Андон Сарамандов, Зелениково Коста Манески, Илинден Александар Ѓордиевски, Конче Златко Ристов, Делчево Иван Гоцевски, Ново село Ѓорѓи Божинов, Василево Славе Андонов, Босилово Ристо Манчев, Берово Петар Ружински, Петровец Борче Митевски, Битола Тони Коњановски, Охрид Кирил Пецаков, Вевчани Спасе Кочовски, Брвеница Јовици Лиевски, Јегуновце Димитар Костадиновски. Сите кандидати предложени од ВМРО ДПМН водат 4, а во некои општини 5:1. Сите кандидати ги исполнуваат сите квалитети за градоначалник. Се работи за честни, одговорни, работни и експедитивни луѓе. Најголемиот дел од нив се веќе постојачки градоначалници кои направиле вистинска трансформација во нивните општини, а другиот дел се луѓе кои имаат сила и знаење да го променат темпото на работа во општините кои досега се водени од кадри на СДСМ. Сакам да нотирам дека се одвиваат и внатре партиски избори за советници преку местните комитети и општинските комитети. Истовремено и граѓаните кои не се партиски определени слободно можат да се вклучат да даваат своји предлози за советници. Потребно е заедништво за да градиме државни цели. Ги повикуваме сите да се надминат себе си и да стават Македонија пред себе. Со кандидатите кои што се предложени од ВМРО ДПМН веруваме дека тоа може да се случи. Извршниот комитет предочи дека Македонија е во изборен период во кој ќе се одлучува за тоа Македонија дали целосно ќе се стави на патот за трансформација. Заклучено е дека во сите општини преовладува желбата за раст, развој, подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Очекуваме победа секаде, Македонија ќе победи, доаѓа ново време. Имам и енергија и елан за трет мандат и да се реализираат уште многу проекти за Кавадарци, рече меѓу другото во изјава за КТВ градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, откако синоќа ВМРО ДПМН му даде поддршка за трет мандат за предстојните локални избори. Да, добив од матичната партија поддршка кандидатура за номинација за трет мандат. Да, тоа беше усогласено со мене и на моје барање и на барање на општински комитет и со поддршка максимална од партијата. Јас очекувам овие избори кои што ни следат сега за 3 до 4 месеци да бидат транспарентни и да има и против кандидати и да го покажеме она што мислам да го правиме во третиот мандат и да го продолжиме она што не е завршено од сега во делот на капиталните проекти. Енергија и мотивација има максимална за тоа што видовме и увидовме во тоа дека Кавадарци може да живее сложно, Кавадарци може да биде поубаво место за живење и инфраструктурно, и колективно, и социјално. Така да таа енергија која што максимално ми исполнува и мислам дека одделот на функција градоначалник како менаџерска функција, третирајќи ја не како дел само политичка, е правиот успех за да еден град или една општина биде соединета и да може да заеднички со сите сограѓани, без разлика на верска или политичка припадност, успееме да направиме поубаво место за живење за нашите деца, внуци
и за сите останати, така да мислам дека ќе продолжиме со иста динамика и малку со покрупни проекти, а поготово во она што ќе го промовираме во новата програма, ќе имаме сериозни проекти во делот на неколку сегменти за подобрување на условите на живот и заштита на населението, затоа што после инфраструктурата и одржувањето на неизина доаѓа и нивото на квалитет на живот да го подигне на повисоко ниво. Актуелниот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев ја доби поддршката за трет мандат од ВМРО ДПМН, а на денешната пресконференција од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци упатија честитка за кандидатурата. ВМРО ДПМН со поддршка за кандидатурата на Митко Јанчев за нов мандат за градоначалник на Кавадарци. Партијата ВМРО ДПМН упатува искрени честитки до актуелниот градоначалник на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, за неговата официјална кандидатура за уште еден мандат на престојните локални избори во октомври. Убедени сме дека со поддршка на граѓаните ќе следува уште една убедлива победа, победа за развојот, стабилноста и иднината за Кавадарци. Заедно со господинот Јанчев, Кавадарци изминативе години стана пример за модерна, функционална и урбано уредена општина. Реализирани се низа капитални и инфраструктурни проекти, меѓу кои се реконструкција на локални и градски улици, подобрување на водоводна и канализациона мрежа, вложување во образованието преку реновирање на училишта и градинки, како и поддршка во спортот, културата и младите. Сето ова го претвори Кавадарци во современа средина која им служи исклучиво на потребите на граѓаните. Во моментов е во теки внатрепартиска постапка за избор за кандидати на советници, процес кој се одвива транспарентно и одговорно. Уверени сме дека, како и на претходните избори, советничката листа на ВМРО ДПМН ќе го освои апсолутното мнозинство во Советот на општина Кавадарци. Тоа мнозинство ќе биде силна поддршка и стабилна основа за понатомошна реализација на визијата и проектите на господинот Јанчев. ВМРО ДПМН останува посветена на принципите на честно, отчетно и одговорно владење. Заедно со градоначалникот Јанчев продолжуваме по патот на развојот, напредокот и вистинските вредности. Нашата цел е јасна: подобар живот на секој граѓанин во општина Кавадарци. За Кавадарци што се гради, се бори и никогаш не застанува. Победуваме заедно. За Кавадарци, за едината. Ќе се реализира нов проект во кој ќе бидат вклучени малите семејни винари и невладини организации од Кавадарци. Како и секоја година во програма, општина Кавадарци во изминативе 7 години дава поддршка во делот на малите винари, во делот на малите дестилери, кои што се регистрирани на територијата на општина Кавадарци и имаат легитимитет за да произведуваат вино и дестилација кои што ја прават ракија и други производи. Општина Кавадарци негде со 1.200.000-300.000 денари ги поддржува овие семејни винари и здруженијата како ЖТ ракија. Со тоа, тие винари имаат можност за да нивното производство го направат и поквалитетно и подостапно до нашите сограѓани, а и до нашите туристи кои што доаѓаат во општина Кавадарци. Тука не застануваме, знаете и сами дека направивме 2 винотеки во градот, каде што истите мали производители на семејни винари, на дестилери, можат нивните производи да ги промовираат и да вршат продажба во самите винотеки, во склоп на Винскиот музеј, каде што се покажа дека е еден момент на развој и покрај малите винари, меѓутоа развој на туризмот и она вино кое што го произведуваме традиционално од малите винари, кое што не може секојдневно комерцијално да го имаме во големи хипермаркети или биле каде, да може да се дегустира и да се купи такво вино од територијата на општина Кавадарци, пак ќе кажам за наши посетители, па макар и за наши сограѓани. Не застануваме тука, работиме на проект за дигитализација, автоматизација и за еколошко производство, поготово за малите винари, малите дестилери, во делот на нивно долго опремување, заедно со Шумарското земјоделско училиште,
општина Кавадарци, проект кој што ќе содржи негде околу 130.000 евра за нивна дигитализација и во наредните 6 месеци треба да го имплементираме со тоа што сите винари и дистилери ќе добијат на нивниот производ баркод или QR код, кај што купувачот ќе може да го скенира и да влезе во софтверот, односно во програмата, да го види целокупното производство на виното. Од негово отпочнување на лозивот, насата од закрујување, па се до самото производство. Винарите ќе имат оврска да еколошки се максимално грижат да тоа вино биде произведено и да има нула отпад, а тука се вклучи и шумарското училиште, за тоа што целиот отпад кој ќе го создаваат винарите од делот на лушпи, семки и останато, биде преработено во некаков друг вид на производ, дали козметика или нешто друго, кај што би имаме продуктивен момент. Така да и во делот на екологијата и во делот на квалитетот на развојот на традиционалното вино во општина Кавадарци. Мислам дека сме на прав пат и да постигнеме да овие семени винари, дистилери го добијат нивото на нивна рентабилност и нивото на нивен обстанок, за тоа што мислам дека само така може да ја задржиме и традицијата и она што претходно било и е сега производство на вино во општина Кавадарци. Се поставуваат столпчиња на улица Шишка во Кавадарци за одвојување на велосипедската патека од коловозната лента за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот, информираат од локалната самоуправа. На манастирот Свети Спас во село Шивец е поставена нова настрешница, донација од градоначалникот Митко Јанчев и компанијата Кожувчанка. Овој чин е израз на лична грижа и почит кон духовните вредности и традицијата на нашата заедница. Со вакви скромни, но значајни дела се потврдува заложбата за поддршка на верските и културните објекти кои имаат посебно место во срцето на граѓаните. Вчера во 11 часот и 30 минути во Кавадарци полициски службеници од ОВР Кавадарци го приведоа БО 41 година од Кавадарци поради основи на сомнение дека извршил кривично дело кражба. Кај него се пронајдени одземени пари што ги одзел од паркирани мопеди во училишен двор во Кавадарци. Одземеното е вратено на собствениците и по документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Велес. Оперативниот план за вработување за 2025 не е уште еден документ. Тој е одговор на едно суштинско прашање: како да ја претвориме економската стабилност во животна стабилност. Со рекордни 40 милиони евра, ова е најамбициозниот план досега, кој ќе допре до над 16.000 граѓани низ 9 стратешки добро темпирани мерки, објави денеска владиниот портпарол Марија Митева. Најпрво ќе зборувам за поддршката за самовработување, која опфаќа 3 категории. Ова што може да го погледнете тука е за невработени лица до 29 години, која според проекциите има опфат од 720 лица, а финансиската рамка е 615.000 денари неповратни средства. Втората категорија, замолувам за вториот слайд, се невработени лица над 29 години, која опфаќа 610 лица, а овде финансиската рамка е 430.000 денари неповратни средства. Понатаму, доаѓаме до поддршката за вработување на здружување во друштво со ограничена одговорност, кое е предвидено да опфати 400 лица. Сега овде ќе може да се направи разлика во однос на финансиската рамка, затоа што најнискиот износ од 861.000 ќе се однесува на 2 содружника над 29 години, а највисокиот од 1.230.000 денари се однесува на 2 содружника до 29 години. Понатаму втората мерка за која што ќе зборуваме поддршката за креирање на нови работни места, и оваа мерка опфаќа нови работни места во микро, малите и средните предпријатија и граѓанските организации. Опфатот на мерката е за 1570 лица. Втора категорија тука, која што е исклучително важно да ја споменаме, е поддршката за вработување на лица со попречености, и оваа мерка опфаќа вработување на 150 невработени лица. Почитувани граѓани, овие две мерки не се само технички категории. Тие се политичка одлука да ја промениме логиката на државната поддршка.
Од пасивна контрола на невработеноста кон активна мобилизација на талентот што го имаме, но предолго бил заборавен. Самовработувањето не е само помош за поединецот. Тоа е сигнал до целото општество, дека не чекаме само инвеститори да ја спасат економијата. Ние ги охрабруваме луѓето да станат самите инвеститори во сопствената иднина. Создавањето на нови работни места не е само поддршка за фирмите, туку враќање на вербата, дека трудот е вредност што навистина се исплати. Дека има логика во останувањето тука, во започнување на ново поглавје, во градење на нешто свое. Оваа влада нема да дозволи повеќе ниту еден човек кој што има волја да работи, да создава, да остане тука, да биде игнориран како што било тоа случај во минатото. Овој план е само првиот доказ за тоа и уверуваме дека нема да биде последен. Од спортот, ракометарите на ГРК Тиквеш во спортската сала Јасмин беа поразени од Алкалуит со резултат 27-24. Во наредниот надпревар Тиквеш ќе го пречека лидерот Вардар. Ракометарите на Алкалуит, предводени од Кире Лазаров, забележаа значајна победа на гостувањето кај Тиквеш во рамките на суперлигашкиот плейоф, славејќи со резултат 27-24 и математички обезбедувајќи го третото место на табелата. На врвот и понатаму се наоѓаат Вардар и Еврофарм Пелистер, кои со по 17 бодови водат жестока трка за шампионската титула, додека сино-белите од Автокоманда се осамени на третата позиција со 11 освоени бодови. Гостите го започнаа надпреварот силно и поведоа со 5-2, но домашниот состав на Тиквеш брзо се консолидираше и го израмни резултатот на 11-11. Сепак, во клучните моменти од првото полувреме, кавадарчани покажаа пат во концентрацијата, што скапо ги чинеше. Голманот Галевски блескаше меѓу стативите, а одбраната на Аеродром функционираше безпрекорно, овозможувајќи серија од 11 минути без примен погодок. Таа доминација беше крунисана со висока предност од 6 гола на полувремето. Во продолжението, тимот на Лазаров успеа да го одржи темпото и во неколку наврати имаше водство од +8. Сепак, домакините не се предадоа, борбените избраници на тренерот Грчевски во финишот го намалија резултатот на 3 гола разлика, но времето не беше нивен сојузник и победата остана во рацете на гостите. Најефикасни кај победничкиот тим беа Мартин Серафимов со 6 и Франциско Силва со 5 постигнати гола. Во редовите на Тиквеш се истакна Игор Кривокапич, исто така со 6 погодоци. Во наредното коло Тиквеш го пречекува лидерот Вардар. Времето утре ќе биде променливо облачно и посвежо со слаб локален дожд, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, температурата до 23 степени. Потоа следува период на претежно стабилно и топло време со значителен пораст на дневните температури. Го гледавте дневникот на КТВ, имајте пријатна вечер.